Прифаќањето на францускиот предлог и ставањето подпис на протоколот е предавство и подчинување на Македонија, зашто премиерот Ковачевски и власта кривично ќе одговараат. ВМРО ДПМН веќе 2 дена укажува на тоа дека доколку се случи ова сценарио, владата ќе подлежи на кривична одговорност, веројатно повикувајќи се на членот 308 од Кривичниот законник, кој предвидува и 5 години казна затвор за оној што ќе ја стави државата во положба на подчинетост во однос на друга држава. Граѓани на Република Македонија кои ќе доведе Република Македонија во положба на подчинетост или зависност према некоја друга држава, ќе се казни со затвор најмалку 5 години. 101 година затвор Ковачевски, Османи и Маричик добија од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, кои преку перформанс пред собранието ги осудија за тоа што ја довеле државата во подчинета состојба. Овие лица преку своите действија трајно ги нарушуваат преговорачките позиции на државата и работеле спротивно на државните и националните интереси, прекршувајќи на Уставот и законите на Македонија. Според експертите, доколку се потпише протоколот со Бугарија, кој според она што е објавено до сега од страна на бугарските медиуми задира директно во идентитетот и не става во положба на подчинетост, тогаш има правна основа да биде исполнет членот 308. Доколку се превземе одговорност, доколку се потпишем протокол, меѓународен договор или како год се превземе одговорност од наша страна дека ние ќе треба нашите ученици да ги даваме на ревидирање во Бугарија, тогаш да може да се одговара по член 308, затоа што нашиот образовен процес во целост ќе биде подчинет на волјата на Бугарија. Односно, без зелено светло од Бугарија, ние нема да можеме сами да си го менаџираме образовниот процес, што е едно од обележјата на постоење на држава. Во таа смисла, кон Бугарија, во таа смисла, теоретски кривичниот законник го покрива ова противправно дејание, меѓутоа колку тоа во пракса ќе се случи, останува да видиме. Власта упорно го крие протоколот и единствените информации достапни се само од тоа што објавија бугарските медиуми. Според нив, протоколот ја прави историјата услов во преговарачкиот процес, каде се бара, меѓу другото, менување на учебници и менување на обележјата на спомениците.